little while, and I will shake the heavens and the earth, the sea. Нашиот оперски пејач со интернационална кариера и професор на Факултетот за музичка уметност, Иван Наумовски вечерва го најавува својот концерт токму овде во Музеот на македонската борба. Концертот ќе започне во 20 часот, но што секи има можност да слушне македонската публика, ова утро ќе да знаеме токму од него. Иван, ќе ти посакам добро и убаво утро. Благодарам многу, добро утро и на тебе, Ивана. Ти благодарам за поканата, нова најава која што ќе имаме можност тебе да ја направиме за вечерашниот концерт. Се е спремно. Голем кеф ми што ќе го правам овој концерт. Многу ретко настапувам во Македонија, да бидам искрен, би сакал почесто, но такви условите какви што се. И еве, овој концерт го третирам како моје чедо, затоа што многу ретко го правам. Ова е еден мој концепт наречен Мост. Субтекстот на Мост, можеби многу луѓе се прашуваат, е именката љубов, љубовта која што како мост спојува се, и концептот ќе биде на овој концерт од уметнички песни направен, ќе се пее на германски и на македонски јазик, ќе се изведуваат композиции од Рихард Штраус, од Александр Цемлински, од Јоханес Брамс, од Албан Берг, од Франц Шуберт. Потоа ќе следи една малечка пауза за да го завршиме целиот концерт со македонскиот блок од композиции на мојата лична колешка и деканка на Факултетот за музичка уметност, маестра Дарија Андовска, и од мојот личен пријател и наш интернационален композитор кој што работи како професор на Royal Academy College во Лондон, маестро Панде Шахов. Лично задоволство ми е, како што реков, затоа што пред се пеам композиции кои што јас лично сакам да ги пеам, не е нешто кое што морам да го пеам во некоја установа, и е еден концепт осмислен што го мисля веќе од поодамна, и искрено од 6 ми е и едва и чекаме вечерва да го презентирам тоа што многу долго време сакам да го презентирам. Се работи за уметнички песни, значи нема арии, да не ја збуниме публиката. Се работи за една многу убава и интимна атмосфера за еден концерт, така по-интимен, не се работи за грандиозно дело како што е операта, да речеме. Покрај мене ќе ме придружува мојата колешка и лична пријателка Елена Атанасовска Ивановска. Исто така секогаш е задоволство да се настапува со човек со кој што веќе настапувам, па точно настапувам 15 години, од 2009 година, еве сега сме 2024 година. И ние имаме така едно искуство од концерти каде што навистина можеме и да дишеме заедно и се што сакаме да представиме на публиката, секоја фраза која што сакаме да ја музицираме на свој начин, успеваме, фала Богу, во тоа. И воедно би сакал да се пофаламе, да најавам за вечерашниот концерт. Овој концерт го правам исто така како еден јубилеј од 10 години од моето оперско деби кој што го имав. На 8 ноември, ако не се лажам, 2014 година го имав моето деби за прв пат во операта во Грац, во Република Австрија тогаш. Јас тогаш бев студент по магистерски студии на музичкиот театар, односно на смерот музички театар на Универзитетот во Грац. И ете така еден јубилеј ќе одбележам со овој концерт и навистина искрено му се радувам вечером на овој концерт, и времето е малце облачно, некако ќе врне изгледа, што лично ме радува. Секогаш се случува една убава и романтична атмосфера и ги карам сите луѓе да уживаат вечерва во 20 часот во Музеот на македонската борба. Влезате слободен, да напоменам, тоа да не го заборавиме. И сите сте поканети, сите гледачи на малите екрани. Иван, какво е утрото? Што правиш утрото пред концерт? Верувам дека адреналинот и возбудата на денот на концертот е уште поголема отколку кога се подготвува концертот. Што правиш ти утрото, освен тоа што еве сега правиме најава, нели, за тоа што ќе се случи во вечерва? Да ти кажам, возбудата да, апсолутно тука. Па секогаш се обидувам моето утринско кафе така да си го испијам пред некој ваков настан каде што ми треба навистина снага и енергија. Дополнителна мотивација е секако возбуден сум, со насмевка си го започнав денот, фала Богу. Тоа многу ме радува вака. И спремен, гласот е во добра состојба како што можеш да забелезиш, еве тоа исто така ме радува. Телото е во добра состојба, затоа што знам дека луѓето не знаат, еве би сакал да појаснам колку е важно едноставно телото да е секогаш во физички во добра состојба. И не само тука во умот да сме во добра состојба, и во телото треба да бидеме во добра состојба кога се работи за пеење, затоа што да се испее еден рецитал од 60-65 минути па до 70 минути, еве да кажам, се вкупно да земеме.
Една вистина е на физичка активност, затоа што треба доста да се вложи телото, треба да се вложи долниот дел на стомахот, куковите, долниот дел на грбот. Сега мод се влегов во теорија како професор, секако и горниот дел на грбот, плешките се тука и треба мускулатурата цело време да функционира за да може да се издржи физички тој рецитал, затоа што пењето нималку не е едноставна работа. Мило ми е што одлично се чувствувам денес и вечер без сомнение кажувам дека ќе дадам се од себе и знам дека ќе биде на многу убава вечер. Ивана, честитки за така едно 10 годишно одбележување од почетокот на твојата кариера. Навистина е за поздрав затоа што за еден млад оперски пејач кој што воедно и професор веќе да одбележи 10 години постоење односно 10 години од кариерата. Колку време се подготвуваше овој јубилеен концерт? Рециталот, па искрено ќе ви кажам, со неколку проби ние успеавме да го средиме рециталот да звучи онака како што сакаме јас и Елена Танасовска да звучи вечер и да ги опишеме и да ги објасниме тие композиции на музикален начин и со еден израз, со дикција, без разлика за тоа дали некој говори германски јазик или не, македонскиот јазик горе-доле мислам грото ќе се разбере дефинитивно, затоа што јас навистина се обидувам секогаш да изговарам добро и секогаш да давам изрази и да се внесам во тоа што го пеам. Успеавме да го доведеме до едно, па би рекол завидно ниво, вака искрено, да ќе звучам малце нескромно, но концептот и осмислувањето на целиот концерт траеше мощне долго, затоа што воопшто не е едноставно да се направи пред се тематика на еден концерт со уметнички песни, затоа што кога се изведува концерт со уметнички песни, треба да има една тема. Дали ќе биде пролетта, песни кои што се поврзани со пролетта. Дали ќе биде љубов, во овој случај мост, како што реков субтекстот е љубовта. Љубовта према природата во сите облици каква што ја знаеме, љубовта према татковината, љубовта према саканата личност, љубовта према Бог. Во сите овие песни кои што се со различни стилови од различни епохи, токму се говори, се пее за тоа и тоа е сршта едноставно на секоја композиција. И тој концепт за да се осмисли точно во која насока би требало да иде рециталот и сите песни со сите композитори од различни стилови, од различни епохи, со едноставно да се вклопат, да има сето тоа логика и да тече непрекинато како една линија. На музички начин, значи музиката да тече, мелодијата да тече, стилот на песните генерално, тематиката која што се пее, исто така треба да одговара една песна со друга и тоа нималку не е едноставно, еве искрено да кажам. И затоа можеби не се прават толку многу концерти со уметнички песни во Македонија. Знам дека тоа не е културата, искрено. Се надевам дека ќе се променат тука малце работите, но заврна романтика ќе имаме вечер, дефинитивно. Да, нема што повеќе да се прави, да се дојде да се ужива на овој твој концерт насловен на Мост. И Иван, за крај би те прашал, често имаш настапувано и пред странска публика, но какво е чувството кога си пред домашната публика, а какво е кога си надвор од татковината кога настапуваш? Јас искрено со големо задоволство и реално ќе си кажам дека во Македонија не сум имал многу настапи во мојата кариера. Искрено, како студент кога бев на факултетот за музичка уметност, каде што сега предавам, имав настапи, но генерално еден пат во 2 години можеби ќе се појави во Македонија. Дали ќе беше тоа во македонското први балет, дали ќе беше тоа во македонската филхармонија. Јас генерално секогаш сум бил ориентиран во Република Австрија, во Република Чешка, во Република Германија, во Швајцарија, во земите едноставно со тоа германско говорно подрачје. Најмногу сум бил ориентиран и многу се ретки настапите во Македонија. Но кога се враќам во Македонија, прв пат го осетив на интересен позитивен притисок, да ти одговорам сега конкретно на прашањето, дека кога човек цело време или грото од својата кариера има настапувано на страна, многу е на вистина голема одговорност да се настапува пред македонската публика. Не од аспект што јас повеќе ќе дадам тука, јас исто ќе дадам, без разлика каде настапувам, исто ќе дадам, но одговорноста е голема затоа што се очекува многу, а очекувањата човек треба секогаш да ги исполни. И што се случува кога очекуваме некогаш многу, например, кога ќе отидеме на некоја представа или на концерт, или генерално што очекуваме од животот или од некоја личност, кога имаме некои одредени очекувања, одредена линија на очекување и кога нема да се исполнат, едноставно сме разочарани. Јас никогаш
фала Богу, до сега не сум примил критика дека се случило такво нешто и знам дека и вечерва нема да се случи. Ветувам дека далеко тоа дека ќе разочарам публиката, напротив ќе се потрудам се од себе што имам да дадам сите емоции, сето на виножите од емоции со кои што сум се хранел во животот, да го оставам вечерва на сцена и знам и верувам дека тоа ќе се види, затоа што и ќе се почувствува, затоа што нешто како вели мене, ако е од срце, ако е од душа, ќе се гледа, ќе се слуша. Апсолутно е така, верувам дека вечерва сите ќе уживаме максимално со сите сетила на овој твој концерт насловен Мост. Да подсетиме уште еднаш, влезот е бесплатен, 20 часот, музеот на македонската борба за државност и самостојност. Така е, за државност и самостојност сега го прочитав тоа. Точно се гледаме вечер, ги канам сите гледачи на малите екрани да дојдат на концертот. Искрено чест и задоволство ми е што ја имаме во оваа прилика, што сум благословен да можеме вака јавно да ве поканам вечер. Од огромен кеф го правам овој концерт, воедно славам јубилеј 10 години од моето оперско деби. И Ивана, ти благодарам на поканата што имав можност ево да го кажам на гледачите пред малите екрани и се гледаме вечер. Уживајте, ви посакувам пријатен ден. Ви благодарам и вас.